Синко, плаче ми се. Ќе работат 3 месеца, ќе работат и ќе дојдат. Ако останат, ќе останат. Ако не, да спечалят, тука не може да спечале. Тука нема, тука само можеш крај со крај, ако можеш да врзеш, ако си плюс водиш ред. Младите не са тука, старите сами, телефонски јавуваме се маджаве. Утре кога ќе паднеш, кој ќе се јаве? Никој. Не можеш ни да се јавиш, не можеш ни телефон да двигнеш, не можеш никој, те така ќе умираме у стану. Спакуван куфер, билет во еден правец и лето поминато далеку од дома. Хрватска, Италија и Германија и годинава главните дестинации за младите кои заминуваат на сезонска работа и ова лето. Додека тие заминуваат во потрага по подобра заработка, повозрасните во Штип велат дека остануваат сами, дека собите им се празни, а тие глувеат во 4 ѕида. Иако велат мобилните телефони им пружат можност за комуникација, сепак додаваат оти не е исто. За пари, за подобар живот. Тука нема живот, тука екзистенција нема за младите, а плюс за нас пензионерите уште потешко. Сами остануваме, а плюс и мали се ни применјат. И гледаш крај со крај да врзеш, дали у аптека, дали у маркет или у пазар. Имам ќерка во Шведска, 11 години. Не се враќа, не. Они си имат тамо фирма и не се враќат. И Германија, Хрватска, на примериот еден работе. Па за повише пари зашо одат. Сигурно читање не се идеме. Тука е тешко и жешко и затоа бегат народ. Па одат сашта, келнери, говори. Децата ми бегаа, ја не би одјал. Точно е. Ја знам од комшилуку колку ми отиде цели фамилии. И други повличуваат. Народо не се виде. Еве, гледате дека сме старци. Па сами, што дека имам покрај мене. У 6 саато се прибира. И ја, што треба да правам? А ние у тај преокрет не беме способни да собираме пари за домови. Куки, голи се земаме, ние од социализму градиме држава, градиме куки, школуваме деца, матури, свадби и со една учителска плата, што требаше ја да тргнем? Колку? Македонците е научено да издржува се, што му даеш, секи издржи. Кога се во прашање по возрастните, анкетираните велат дека е тешко за нив, бидејќи како што додаваат, немаат со кого да разговараат и најмалку некој чаша вода да им даде. И па потешко бас дека да одеме, 26 години. Само дека ќе одиш. Тука, пензионер, станала се 80 години. Кој? Дека ќе одиш. И додека повеќето размислуваат за сезонска работа на овие дестинации, сепак граѓаните додаваат дека некои заминуваат на работа и во Охрид, а многу помалку остануваат да работат овде. Се надеваат дека ситуацијата ќе се стабилизира и во следните години да може да се спречи отсуството на младите.